на тоа што не постои второстепениот орган кој што влади и ќе продолжат да покажуваат на затворање меѓу другите барања побара од комисијата за се организираше протест на 10 март и ќе почне да се применува по скрутно дека 15 години се исклучително многу важно да комисијата за избори Ви благодарам и веднаш на почетокот да ви го честитам овој јубилеј 15 години постоење Метаморфозис. Ви пожелувам уште многу успеси, уште многу јубилеи и да бидете дел од предводничката структура во невладиниот сектор, како што сте и досега, и да помогнете многу во сите процеси во општеството како што го правите и тоа досега. Почитувани присутни, почитувани организатори, почитувани колеги панелисти, почитувани представници на медиумите, ми представува задоволство денеска да се обратам на овој собир и на оваа тема која што е исклучително значајна. Ова е жежок костен во рацете на секој оној кој што од внатре од институциите треба да се грижи за отвореност и отчетноста, бидејќи знаете како е. Овде има навики создавани низ векови, низ деценија, особено последните 11 години од режимот, дека најдобро е да се молчи, да не се кажува вистината и да се шири лагата. Токму тоа е она што го доведе општеството до толку ниски гранки и до една поразителна позиција во споредба и со земјите од регионот и со земјите од поширокото окружување. И од тие причини една од клучните одредби определби на владата, една од столбовите на политиките е всушност отвореноста на институциите. Токму затоа денеска би сакал само да укажам на неколку факти кои што вие ги знаете, се постигнати и верувам дека ќе придонесат многу во понатамошна отвореност и отчетност на сите оние што се бават со јавни функции. Една од клучните фактори што обезбедуваат функционирање на едно општество е довербата. Особено довербата на граѓаните во институциите на системот, која во Република Северна Македонија беше на многу ниско ниво, според укажувањата на различни истражувања на јавното мислење. Владата на Република Северна Македонија повеќе од 2 години остварува амбициозната програма за политички и демократски реформи за да ја врати довербата на граѓаните во институциите на системот. Преку концептот отворена влада создаваме демократски медиумски амбиент и преку активна транспарентност обезбедивме непречен пристап до информации од интерес на граѓаните. Воведовме алатка за отчетност преку која граѓаните можат да ги следат трошењата на државните функционери. Како еден од многуте значајни чекори во низа го имплементиравме порталот Отворени финансии. Со порталот Отворени финансии оваа влада го отвори државниот трезор на Министерството за финансии и на увид на јавноста ги става сите минати, сегашни и идни финансиски трансакции на буџетските корисници од буџетот на Република Северна Македонија. Отворени финансии ги отвара пред граѓаните финансиските трансакции на државните институции од 2010 година па наваму. Сите идни трансакции ќе се прикажуваат на секои 15 дена. За прв пат во политичката пракса во нашата земја, владата е таа што само иницијативно своето финансиско работење го става на увид на јавноста. Отварање на трезорот и сите податоци во него е една од клучните мерки во насока на намалување на корупцијата и неправилностите во работењето на државните институции, како и штедење на парите на граѓаните. Воедно, владата пред 2 седмици ја усвои стратегијата за транспарентност, еден многу значаен документ кој што утре во детали ќе ви биде презентиран. Овој стратешко-плански документ е надградба за едно од суштинските столбови на политиките на владата, зголемена транспарентност во поглед на секојдневното работење и јакнење на владењето на правото. Стратегијата за транспарентност има неколку своји суштински одлики. Прво, таа беше изработена во рамките на работна група во која учествуваа здруженија на граѓани и фондации кои се занимаваат со прашањата на транспарентност. Стратегијата е продукт на заедничките напори на владата и невладиниот сектор, што е гаранција за низиниот висок квалитет. Второ, таа е 2-годишен документ. Имено, таа го опфаќа периодот од декември 2019 година до декември 2021 година, во кој се предвидуваат бројни активности со цел зголемување на активната транспарентност на институциите. Трето, стратегијата има исклучително широк опфат. Освен самата влада, таа ги опфаќа и сите министерства, органи во состав на министерствата, самостојни органи на државната управа и самостојни државни органи. Не постои институција која одговара пред владата што не е опфатена во оваа стратегија. Со неа всушност се опфаќа
се опфатија и сите јавни предпријатија основани од владата, но и сите акционерски друштва во државна сопственост. Така секој оној кој што располага со пари на граѓаните и врши дејност од јавен интерес ќе биде должен да се отвори пред нив и да објавува бројни информации и документи. Конечно, стратегијата ќе обезбеди не само краткорочна примена, туку и создавање на нови, досега непознати практики во работењето на институциите. Од особено значење исто така е што спроведувањето на предвидените активности ќе биде мониторирано од работна група сочинета од 7 членови, во кои освен институциите ќе учествуваат и невладиниот сектор, медиуми и бизнис заедницата. Имајќи го сето ова предвид, владата е длабоко уверена дека за многу кус рок ќе бидат и почувствувани првите подобрувања како резултат на стратегијата. А на темата транспарентност, владата навистина и досега има сериозни остварувања и резултати. Според истражувањето на Action-C за отвореност на извршната власт во регионот на Западен Балкан за 2018 година, владата на Република Северна Македонија заедно со Црна Гора е лидер во регионот според индексот на отвореност, кој изнесува 78% во однос на исполнување на индикаторите. Трендот е растечки во последните 2 години и донесе пресврт во рангирањето на нашата земја. Во 2016 година бевме на последното место со само 52% исполнети индикатори. Со зголемување на транспарентноста и вклученоста на граѓаните во процесот на донесување на одлуки, ќе се придонесе кон поефикасно и порационално трошење на парите на граѓаните, овозможувајќи на граѓанското општество и независните медиуми преку анализи и истражувања на проактивно објавените податоци да укажуваат на недоследностите или да предлагаат алтернативни, поефикасни начини на трошењето на државните средства. Со подигањето на квалитетот во оваа област ќе се намали влијанието на злонамерните дезинформации меѓу граѓаните, на кои ќе им бидат овозможени низа можности самите да дознаат или проверуваат кредибилни информации за работата на институциите и за трошењето на државните ресурси. Ова се цели што мотивираат и инспирираат и ја приближуваат земјата кон семејствата на развиени демократски општества, чии институции постојат и работат исклучиво како сервис и во интерес на граѓаните. Ви благодарам.